Добре дојдовте во процес. Во какви услови работи армијата на Македонија? Што недостасува? Како се третирани професионалните војници? Која е разликата меѓу Арама и армиите во другите земји? На оваа тема разговараме со Аднан Алитов, председател на Синдикатот на професионалните војници, и Илија Николовски, генерал во пензија. Господа, добре дојдовте. Добре. Поканивме и представник од Генералштабот, меѓутоа тие рекоа дека не се во можност да испратат вработено таму, но испратија одговор на нашите прашања писмено, што понатаму и ќе го прочитаме. Да почнеме од почеток. Изминатиот период, а и неделава се интензивираа некои актуелни, горливи проблеми во армијата, поврзани со проблемите на професионалните војници, да не ги заборавиме и доброволците во армијата. Во какви услови работат војниците? Па, денеска армијата на Република Македонија е на преживување. Тоа е денеска насловот за армијата. Значи, што значи тоа? Преживување. Денеска работиме во многу минимални услови. Опремата е катастрофа. Услови за работа нема. Услови за живот во касарните нема. Превозот е катастрофален. Возилата што ги имаме и тие какви се такви се, не се одржуваат. Значи, многу проблеми имаме во армијата. Почнува зимата, слушам дека некаде се жала дека немаат грејење. Да, има ли парно грејење? Значи, сезоната на грејење почна, има делумно, во некои кастарни нема ич грејење. Пуштен е допис до Министерството кај што се вика дека имало и некои инспекции. Такви инспекции нема никаде. Значи, според наши сознанија, што се пожалија луѓето, рекоа дека заради што нема мазут, затоа нема да има и грејење, нема да има, значи... Значи, студено е во касарните... Да, студено е студено. А колку ќе биде издржливо тоа, например, со грејни тела, значи, струјата, колку ќе издржи тоа ќе видиме понатака. Со грејалки. Со грејалки. А колку, например, тоа не е мала просторија, тоа се големи спални, кај што, например, со една грејалка видите, ама ништо не може да направите. Не се работи за еден, за двајца, значи се работи за многу луѓе, кај што буквално живеат таму, јадат, пијат, спијат, значи колку ќе биде тоа, не знаеме уште. Ја спомнавте опремата, мислевте на оружјето, на... Значи, униформата, кога првата униформа што е дадена, значи, пред колку време што беше унифицирана, значи, од тогаш наша опрема, ние со наши пари, значи, Министерството нема направено. Имавме една донација од Република Турска, Турција, што беше презентирана пред Генералштаб, беше презентирана многу убаво, значи, тоа беше за 5000 војници, значи, беше... Тоа беа облека, обувки... Значи, се беше комплет, значи, цела опрема беше, ама до вистинскиот корисник многу малку се донесе. Значи, тие беа за војниците немаат опрема сега. Што се случи со таа опрема, имате Никој не знае, значи, многу малку се донесе и тоа што се донесе не е комплетна. Не е комплетна, значи, не може сега, например, имаше чизми за летни и за зимски, значи, сега во ово време на вас да ви донесат летни чизми, кога да ги носам ја тие чизми, например? Кога да се носат тие чизми? Кога се знаеше кога треба да се донесат, не сега. Облеката, униформата? Униформата е више пред распаѓање и затоа неофицијално, значи, не имаме наредба да не излегуваме надвор со униформа. Не имаме наредба, значи, целата армија не сме да излегува од касарните со униформа само заради ова. Да не види народот во каква состојба сме сега. Значи, како може полицијата да излезе со униформа, а ние не можеме да излеземе? Што е целта тогаш? Што е проблемот? Од кого ние да се плашиме? Од кого се чуваме ние? Од кого да се срамите? Да. Господине Николовски, вие сте офицер, јас ова морам да го прочитам, зашто малку е подолго, кој служел во 2 армии и во 5 држави, ЈНА и Арама, бевте помошник воен аташе во Грција, последен воен аташе на ЈНА во Бугарија, прв воен представник на Македонија во војниот комитет на НАТО во Брисел, истовремено аташе во одбраната на земјите на Бенелукс, прв директор на дирекцијата за меѓународна соработка на Министерството за одбрана и така натаму. Како ја оценувате состојбата на армијата сега? Ги исполнува ли стандардите на една професионална
учествувам во емисија на ТВ Нова и сум запрепарцен од изјавите на Од тоа што го слушнавте. Од тоа што го слушнав, многу работи знаев, Се надевам ќе направите една компарација со ќе дадам како малце било. една компарација со повеќе арби, не со една, и тоа многу кратка. Јас вообичаено сум навикнат и сакам секој пат афирмативно да зборувам за армијата. И сега ми е тешко што можам да констатирам некои работи како е состојбата во армијата. Затоа што армијата е една возвишена институција во секоја држава и армијата е гордост на секоја држава. Па и нашата армија е гордост ако ја споредиме како ги извршуваат задачките во мировните мисии. Значи, армијата на Република Македонија е пожелуван партнер во мировните мисии, високо професионално обучена. Меѓутоа, од она што го слушнав, односот на државата, на државните институции, кон армијата е на едно незавидно ниво и армијата како институција не е го заслужила тоа. Напротив, армијата мора да биде респектирана, државата е должна на армијата и на полицијата како институции да им обезбеди максимални услови за живот, за работа и да бидат максимално опремени за да можат да ги извршуваат своите задачи. Сега На кое ниво е сега? Ова што го рековте, на пример, компаративна анализа, јас многу кратко тука ќе се задржам, ова што го слушнав, да војската нема греање, Да нема соодветни униформи. Да нема соодветни униформи. За ова би било во нормална држава требало да се дознае дека во зимската сезона почнала, а војската нема греање. Во нормални армии помошниците за логистика би биле веќе сменети. Значи нема шанса да. Ако ја споредиме армијата на Република Македонија, пошто сум еден од основачите на армијата на Република Македонија, и сега овие кои ме слушат, јас сум прв командант на касарната во Тетово. Значи ние дали по инерција или не знам како, првите години подобар беше стандардот на армијата него сега ова што го слушам. И сега еден пример да ви кажам. Јас се многу добро сеќавам, 93 година живеа во Куманово и за викенд и ми јавија дека еден од парните котли не е исправен. Тоа беше тревога, аларм и за 24 сата никој не дозна, ние тоа го средивте, затоа што по инерција. А сега слушам оддавна инспекции, како инспекции. Грејната сезона се дочекува подготвено, морале екипи да поминат да видат во каква состојба е парното греање и сите други парни тела и се дочекува тоа. Исто како што слушам за храната. Тој момент сакам да ве прашам. Ајде околу храната малку. Значи до блиско време ние бевме со храна од списокот на ЈНА. Сега од ова година почнавме наш правилник за храна, кај што мислевме дека ќе биде нешто подобро, ама за жал спротивното е. Више кога се почнува редовните војници да ги пуштиме за викенд дома, оти нема храна. Значи на тоа дереже сме дојдени ние, или па во кујна тој што треба да дели храна, да се мисли што да му даде на војник сабајле да јаде. Од 3-4 работи да направи една за да му даде на војник да јаде. Значи на тоа сме стигнали. Како изгледа тоа мени? Еве еден ден опишете. Менито е многу убаво. Менито многу убаво напишано, само како изгледа во пракса? Во пракса е многу катастрофално, значи нема, многу е слабо јадењето. Многу е слабо. Оние на тоа што се вада дека калории ова она не е до калориите. Значи војска треба да јаде, да се храни. Ние не можеме на пример со еден маргарин од 7 сабајле до 2 да се едеме. Сепак се работи за армија. Лепче со маргаринче. Да, лепче со маргаринче и ти оди на обука. Тоа не е така. Не иде тоа така. Од почетокот на бегалската криза и полицијата и припадниците на МВР и вие сте ангажирани на двата гранични премини. Добивате дневници за тоа, колку изнесуваат дневниците и дали стигнуваат на време? Значи, од кога почна кризата, и армијата е ангажирана таму на граница и за жал, значи по телевизије, значи кога се дава некоја изјава за на граница се спомнува само полицијата. Армијата нигде ја нема, а армијата е столб таму на тие действија. Ако зборуваме за дневниците,
Значи, од кога почна конфликтот, само дел ги има добиено. Само дел ги има добиено. Некој уште ги нема добиено тие дневници, иако неофицијално, значи, имат пуштено од Европска унија пари, доти нашите се пожалија дека... Неофицијално се знае Да, бројката да. која што е пуштена и уште колку треба да стигне. Да, значи тие пари не треба, значи нашата држава да ги... Македонската држава се правда дека тие пари одат Да, се пожалија дека милион евра дека се троши месечно за ангажирање, што милион евра пари се не се малку. И чудно е што тие пари зошто не стигнуваат до кај што треба да стигнат, пример. Зошто армијата не може да ги добие тие дневници? Во какви услови е армијата? Значи, Каде спијат? вчера неофицијално, значи, ни кажа дека сега армијата кај што е сега ангажирана спие во многу лоши услови, да не речам во подруми, кај што нема струја, нема светло навечер, значи нема струја, во подрум живе, да не кажам уште каде. Значи, отиче речат одма овие дека... Локацијата не мора да да, ви ја кажете, да кажете ни војна како тајна изгледа. дека, да, значи да не кажам уште каде, значи немат никакви услови, а за храната па да не збориме. И плюс значи над 100 војни се... За храната, што јадат? Значи јадат сува храна јадат. Сува храна јадат. Макарони, например, не може секој ден да се јадат макарони таму. А и макароните и не држат. Колку ќе држат? Да, и многу се таму лоши условите. А не се таму на еден ден. Таму се на 17, на по 7 дена, по 14 дена таму седат. Не се на еден ден. Значи, многу е лошо да се качите на хеликоптер вие и да се качите на хеликоптер и да гледате згора се убаво, се е сјајно. Не, господа, стигнете се долу малку помеѓу тие војници и да видите како е ситуацијата. Не е само мигрантите да ги гледате, него да ја гледате и војската. Што трпи таму и како е. А дневниците велите дека... Не, дневниците не се исплатени, значи само делумно се исплатени, не се исплатени и другите. Значи не ги има добиено сите. Сето ова влие на моралот на војската? Ова и како влие на моралот, ова сега што го слушам, дека нема светло, каде и да е војската, и да нема светло, војската има агрегати, и 24 сати војската мора да има струја таму каде е. Ако нема струја, има агрегат, војската го уклучува и го осветлува тоа. Или за состојбата за униформите. Замислите, министерот за одбрана, се сеќавам, се пофали дека добили донација униформа. За тоа треба да се срами секоја држава ако нема ако добива донации да ги облече војниците или полицајците. Има една народна вика, онај кој не може да ги нахрани и да ги облече војниците и полицајците, некој друг тоа ќе го направи. Ево конкретно вика дека Турција донирала и тоа недоволно. Значи тоа е срамота за што се однесува до дневниците, не можам да тврдам јас. Кај нас пензионираните генерали многу луѓе доаѓаат и се жалат на пример за дека редовно не се добиваат дневници, не се добиваат пари за прековремена работа. Па сега има така еден виц меѓу припадниците на армијата. Вика, јас кога ќе одам во месара, кога ќе ми побарат да платам, јас ќе му речам плати со еден ден слободен ден. Затоа што им даваат слободни денови, а не им даваат за прековремена работа. Работиме за да седиме дома. А има институции во каде тоа властите многу добри, кои уопште не доаѓаат на работа, али примаат некои господи за прековремена работа. Меѓутоа, војската која е изложена и на ризик, и на нарушување на здравје и така натаму, не сме така однесот да биде. Вие кога рековте компаративна анализа, јас можам да кажам, една да не ја спомнувам. Меѓутоа, грижата за здравјето, заштита на животот и здравјето и безбедноста на војникот и полицајецот во најголем држави, поготово земја кандидат, тоа е до култ издигнато. Ако го реков, јас еден случај да ви кажам, од една доаѓа на равна нива на карулата своевремено генерал Мирковиќ, командант на армија со хеликоптер. Гледа војник натечен, што е, вика на војникот, вика зап. Вика, веднаш со хеликоптер носите го во Скопје. Војникот не сме да биде болен, а не овака да се однесуваат. Значи, према војниците мора они извршуваат возвишени цели. Гледам на порталот свој постирал полковникот Темел Користовски, сега професор на ФОН,
баш во врска со тоа, вика ладни касарни, гладни стомаци, меѓутоа девизни дневници за роудшоа, вика милион денари, односно не денари, евра се трошат за разноразни роудшоа, а војската е гладна и необлечена. И сега разноразни коментари, али воглавно има поддршка за тоа. Јас морам да го прочитам и одговорот од Генералштабот, односно од Министерството за одбрана за дневниците, се вели дека редовно го добиваат на доместо за трупно патување согласно процедурите и роковите во Министерството за одбрана и Генералштабот на АРМА. Како напредува армијата? Дали партизацијата е навлезена и во овој сегмент? Еве и двајцата може да ми кажете. Или стручноста е клучна? Ако збориме за армијата, ја мислам дека нема тука партизација. Ако збориме за армијата, значи по касарните. За нагоре, не сум тука компетентен, не можам, например... Добро, тоа е една пирамида. Да, сепак, например, политика кај нас, кај војниците, нема влијание. Значи, ние сме сите исти. Нема влијание, меѓутоа сте 3 синдиката. Зошто сте 3 синдиката? 3 синдиката сме од првиот синдикат што требаше да ги застапи правата на професионалните војници, не работи. Значи, ние тогаш се формиравме заради правата на професионалните војници, кога требаше тој законот од 35 на 38 во времето на министрот Еленовски, кај што тогаш он направи, например, таа година да биде од 35 до 38, значи не беше многу галама, а од 38 навака, значи од министрот Коњановски више кога почна, значи од тогаш нашите проблеми почна. И ние моравме, заради правно да действуваме, моравме да формираме синдикат. А третиот синдикат зошто е формиран? Третиот синдикат е формиран заради, под наводници, незадоволство во синдикатот кај Ајтов, оти формално беше заменик председател Ванчо Исајов беше кај него и заради нивно недоразбирање, они си ја поделија таму власта и он си створи... А не дојдоа во вашиот синдикат? Не, ниту имавме понуда нешто и они си створија нов синдикат кој што работи само за потребите некој да зима на рати кој сака, иначе се знае каква е вистинската функција, што треба да работи синдикатот, а не да дели подароци за Нова година или да направи со фирми на рати да им даде на војниците. Николовски, вие јас и за партизацијата, не, јас и на повисоко и на пониско ниво ќе кажам, него прво околу синдикатот. Јас со посебно задоволство дојдов овде на овој интервју, сметајќи дека ќе биде Ајтов синдикатот во одбраната. И сигурно не полемика, него ќе имам некоја аргументирана дискусија, затоа што ние фактички синдикат во државата немаме прав, а синдикатот во одбраната е одраз на синдикалното организирање во државата и затоа со посебно задоволство ќе присуствувам да беше Ајтов овде, да му поставив некои прашања, меѓутоа сега тоа задоволство нема да ми се развие. Иначе што се однесува... Меѓутоа разговорот е пред се околу условите на војниците, за жал, тој синдикат сигурно немаше да го каже. Тоа немаше да го каже сигурно. За жал, партизацијата во армијата во последните години е многу поизразена него што беше порано. Долго време, некаде до 98 армијата беше имуна од партизација. Првата партизација почна од 98, ние со првиот началник на Генералштабот Митер Разовски гостувавме скоро во една емисија на друга телевизија. Јас го прашав отворено дали се сеќавате кога дојде актуелната власт која е, другиот ден како се поставија партиски знаменца по канцеларите. Вика да, се сеќавам. Сега, вие имате, например, сега мора да го кажеме тоа, главен критериум за напредување, за прием на војници е партиската припадност. Не можеме ние да дозволиме да партиските штабови на армијата, односно партијата на власт да им соопштува на професионалните војници дали е примен и дали ќе биде примен. Дури има оваква ситуација, кога се последните војници примани сега во специјалните единици, кога пополнувале прашалници таму, кога дојде војник се пополнуваат одредени безбедносни прашалници, дури пишувале член на ВМРО.
Нека тоа го некој демантира, ќе го покаже дека треба документи. Каде го тоа има? Дури околу резервата сега имаше по социјалните мрежи, не може тоа да тврдам, дека партиските штабови им обеќаваат по 100 евра да бидат во активна резерва. Значи партизацијата навлезе на голема врата и главни критериуми веќе не се професионализмот и стручноста, него партиската припадност. Во Министерството за одбрана, околу министерот за одбрана се воглавно братучеди и така натаму, почнувајќи од шефот на кабинетот, да не го именувам сега, братучет негов, и сега е пратен во НАТО коледжот во Рим. И подучувам пред да оди малце англиски, тие што го подучувале англиски се чудели, вика, ајде така за тие другите работи, вика, ќе ни достави по имейл да му напишеме што таму да каже на презентација, меѓутоа вика, како човекот некој пат ќе им каже дека 10 сати одидат во цивилно, може се појави во униформа и така натаму. Значи така, и не само он, и има и други братучеди, шефови, не знам, разноразни екипи, значи клиентализмот и непотизмот влегнал на голема врата во ова. И околу нешто да не подготвувајќи се, него седе во домот на армијата, вие кога ми се јавивте, имаше една група и на старешини. Сакате околу смените да кажете? И околу смените ќе кажам, него е околу сретнав таму некои офицери и викам, кажете ми, викам нешто ако имате ќе учествувам, и сега кажува еден околу летачкиот додаток. Значи од 94-та година навамо, ево тој податок до вчера не го знаех, 190 денари изнесува тој летачки додаток кој не е променет уште. Меѓутоа, тоа се им даваат чоколади, млеко и така натаму. Ако не го примат тој летачки додаток и специјалците, тоа до крајот на месецот нема ретроактивно добивање. А тоа се многу често случува и овој вика, ево денеска, од тие единици, денеска сме 20, кој беше вчера, 27. 27 се уште немаме добиен и најверојатно нема да добиеме во понеделник и веќе нема ретроактивно доделување на тој додаток. Или специјалните единици и пилотите имаат рекреативен одмор, тоа се вообичаено организира зиме на Попова шапка или летно време на пливање. Пилотите тој рекреативен одмор го добиваат, специјалните единици во последно време и тој дел не го добиваат. А што се однесува пак до партизацијата, на 18 август и непосредно после 18 август се случи еден преседан, невиден во Република Македонија, во регионот и пошироко. Значи во еден ден беа променети началникот на генералштабот, неговиот заменик, командантот на ЗОК, неговиот заменик, началникот на штабот, командантот на првата бригада, неговиот заменик. Каде е континуитетот во работата на тоа? Например, дури ако треба, ајде да не ги минуваме, пред известно време доаѓа полковник кој заврши мисля дека не генерал штабна, него War College, мисля, во Америка, и после тоа уште пак 3 месеца на школање во Америка со знаење на јазици и така натаму, на висока позиција, оди во пензија, беше избран за воен аташе тој, најверојатно да не се буни затоа што отишол место него друг, без разрешување. Ако треба некој да оди на пензија, има таму еден услов, треба да биде разрешен од должност, да нема формациско место за него, да има 15 години поминато во трупа и да е 55 години. Значи сите услови не се исполнете и многу над 20 полковници кои не се по волја на министерот и актуелната власт отидоа сега во пензија. Да додадам, Министерството за одбрана е полно со старешини кои не поминале, немале по 10 години минимум, бар треба да има минимум трупен стаж да работи во Министерството за одбрана. Полно е со поручници, капетани и така натаму. И да заклучам, еден преседан исто така,
А сега ние имаме една екипа во Авганистан која ги обучува дел од екипите кои го обучуваат војниците во Авганистан. Втората екипа која отидена во главном се луѓе од кабинетот на министерот, од службата за безбедност, кои последните 10 години не облекле униформа и нити изводувале обука. Таму тоа се информација од луѓе од првата екипа, таму се смеат и се чудат како такви луѓе се испратени да обучуваат друга армија. Тоа се информација од прва рака. Или сега околу ова. Ние имавме полковник, ево ќе го кажам, Трајков Томе, командант, заменик командант во НАТО команда во Авганистан. Се враќал таму човекот и само му треба 20 дена да наполни 40 години да има работен стаж и замолува за 20 дена да не го пензионираат. Го пензионираат, а има 5 години човек. Не слушнав да кажете сумата на дневниците. Колкава е вашата дневница? Дневниците е 15 години и не се покачени. Значи, дневниците сега што се таму ангажирани војниците на граница се 610 денари, а за полицијата 1200 денари. Значи, тука пак се прави некаква разлика, не знам, истите... Се чувствувате деградирани? Да, се чувствувам деградирани, например, зошто, например, тие да земат, дали они се повластени или, например, истата работа ја извршуваат. Дури овие се во помизерни услови, а сепак, значи, и во тој дел и ја има таа разлика. Се чувствува ли таа разлика? Да, се чувствува. Се чувствува и тоа на големо се чувствува. Значи имаме на социјалните мрежи кај што ја имаме ние нашата страница, значи прашуваат и више дојдовме до тој степен да луѓето пишуваат на Facebook дали ќе пушти министерството дневници или да чекаме ИСИС да ни уплати дневници. Значи више до кој дереже сме. Николовски, колкав е буџетот на армијата? Доволен ли е за да се направи една модернизација на војската на? Сега околу ове немам јас тој податок, а знам дека во државата дневниците се 800 денара, со години не се променети. Знам дека од државните институции ретко кој ги добива тие дневници во последно време, значи дека државата нема пари, па рекол дека се даваат. Ама затоа па имаме 1600 вработени во администрацијата, кои се сега чека, и без обзира Аднан што вика, и полицијата е незадоволна, да бидеме начисто. Сум разговарал со луѓе кои се во Гергели и така, тотално незадоволни. Имаме ние превработеност. Сега, пошто одбраната е тема на разговор, скоро јас негде го кажав, била една делегација од Латвија во Република Македонија, прилike иста величина како земја. И прашале во Министерството за одбрана, вика, колку вие имате вработено во Министерството за одбрана, овој вика 250, кај нас е 1200. Значи нема место кај да седат во канцеларите. Значи, а генерал штабот има 100 и нешто, да не кажам. Дали буџетот е доволен? За жал, ова е така, како би рекол, контрапродуктивно прашање, а буџетот за армијата на Република Македонија е некаде околу 1% од буџетот. Вообичаено за земјите кандидати за членки на НАТО и земјите кандидати, односно членки на НАТО, тоа е некаде околу 2%. Ние сме имале и при формирањето на армијата сме имале и на 2, дури околу 3% сме имале, или јас кога бев представник во НАТО, во тоа време ние имавме 2,5%, или 2008 кога Македонија беше кандидат, односно пред вратите на НАТО да биде примена, сега со овој буџет, како што речува, нити можат основните работи, нити можат да модернизираат армијата, тоа се недоволни пари. Неофицијално слушам дека на крајот на годината секогаш остануваат некои средства, се искористуваат ли тие пари? Се случувало во Министерството за одбрана да не успеат да ги потрошат парите затоа што не можат да се договорат како тие провизии од тендерите да идат, и се случувало неколку пати да премиерот ги пренамени во други
буџетски корисници, по конкретно во Министерството за внатрешни, а тие до совршенство вака имаат усовршено тој занат за набавки, за 2 дена 10 милиони знаат да ги подршат, а овие пошто не можат да се договорат околу тендерите, околу провизиите и тие малце пари. А набавките како се прават? Има ли транспарентно ли тоа? Како работи таа Тоа комисија? е посебна, било кој да прашате сега во Министерството за одбрана, па и во Генералштабот, па и пензионери, тоа е посебна приказна за набавките. Они би требало да бидат еден дел транспарентни. Меѓутоа има дел за одбраната и за полицијата, еден член 6 за набавки, тоа ако е нешто представува војна тајна, тоа не се објавува јавно. Меѓутоа, тоа не значи дека процедурите треба да бидат нарушени. За жал, во Република Македонија се многу нетранспарентно работи и воопшто познато во светот дека одбранбено... Добро е да имаме систем на електронски набавки и тоа е јавен систем. Во светот е познато дека одбранбено безбедносниот сектор, заткривајќи се под државна или воена тајна, е најповоден за организиран криминал и за корупција. Така да и нашето Министерство за одбрана и Министерството за внатрешни работи не се имуни од тоа. Во демократските земји, кога се вршат големи набавки, тоа мора да помине преку парламентот или преку Комисијата за одбрана и безбедност. И јас не сум слушно дека се таа комисија состанала и нешто расправала. Ево сега кружи овака една информација дека ако не е тоа точно, нека ме некој демантира, ево и се извинува ако не е точно, дека околу 1 октомври се одобрени на Министерството за одбрана 250 милиони евра за набавки, али за долгорочен план до 2020 година. Меѓутоа, министерот за одбрана малтене за 4 дена барал тоа поддитно да се прават реферати и така натаму за нарушени сите процедури и тие реферати немало кој да ги подпише. Значи во армијата, во полицијата не може да се направи криминал ако не е мешани човек од униформата. Зошто? Затоа што Генералштабот треба да каже што му треба на тој Генералштаб. Дури почнале да прават реферати без да ги консултираат стручните служби. И кога се исподпишале, кога требале стручните служби да дадат мислење, никој не сакал да се подпише. Така да оваа процедура е пропадната. Ова се неофицијални. Тоа се неофицијални, меѓутоа се навивало за одредено. Сакам да прашам, околу многу битно прашање за војниците е домувањето, нели, становите кои што ги промовира владата. Да. Докаде е таа процедура? Имате ли информации? Изградбата на становите нели ветуваат веќе 5 години дека ќе биде ова реклама секогаш се објекти? појавува кога ќе има избори. Значи секогаш кога ќе има избори, Се појави сега, рекоа во предизборно. дека во декември, најдоцна јануари. Да, предизборно, да. почнат Ова првите почна збирања. уште 2010-та, значи со министерот Коњановски, ние уште тогаш бевме кај нив во разговори. Им рековме дека ова е тешко да се изводи. Многу е тешко да се изводи со они услови они што ги поставија. Значи и беше министерот во неколку кастарника што им поставивме, ја лично му постави прашање, на пример, еве јас живеам во Скопје, работам во Скопје, ќе земам стан во Скопје, што утре ако добиам прекоманда во Кичево? Дали ќе добиам јас можам да одам со организиран превоз до Кичево или треба да живеам утре во Кичево, што ќе биде со тој мој стан? Значи законот не е добро уреден за да функционира ова. Значи првен треба законот да се смени за да ова да профункционира. И да почнат да се градат конечно станови. Второ, која банка ќе му даде на професионален војник тие средства од колку 30.000 евра, кога знаеме дека еден војник е на договор на 3 години. Ние не можеме еден мал кредит да земеме од 2-3.000 евра, имаме многу тешкоти, документи, па натака навака, а не некоја банка да ни даде на нас 30.000 евра кредит за да можеме да го исплатиме.
Зошто е поделбата, например, во законот да пишува дека ако земете станот од Министерството, дека мора најмалку 10 години да работите, за да... Ве врзува на тој начин. Да, ама тоа важи само за офицери и подофицери, а не за професионални војници. Зошто тоа на нас да не ни следува? Значи има многу нејасноти во тие правилниците што сте донесени од Министерството за одбрана и мислиме дека од оваа работа ништо нема да биде. Можете ли како синдикат да се изборите да притиснете во тој дел? Мислиме дека нема да донесе ништо ова и да сакаме нешто да направиме нема да има резултат. Значи нема. Значи не го гледаме ни. Бенефицијата е само што нема да плаќате камата на. Значи бенефицијата пак е тоа. Ако било тогаш тоа, зошто тогаш пред колку време на пример на тие што им следуваше станарина, Министерството за одбрана им наложи ретроактивно да ги врата сите тие пари. А ако им следувало, значи тогаш им следуваше, па после не им следува, ги вратија парите луѓето, сега со новиот закон пак ги следува. Што со тие пари што се одземени од вработените во армијата, без разлика дали е војник, дали е има подофицери, офицери цивилни листа, на пример, што вратија по 40-50 илјади денари вратија во ова сиромаштија. Иако со закон ги следуваше. Значи тужеа луѓето, ама со држава. Ама изгубија. Да. Платите колку време не се покачени? Нели имаше ветување Платите, од премиерот? беше ветувано од премиерот, дури јавно ние, значи имаше една најава од премиерот дека за безбедносните сили дека ќе се покачи платата, ама он тука малку сгреши, после се поправи и рече дека за полицијата, па после ние јавно го прашавме дали само полицијата е дел од безбедносни структури во Македонија или и ние сме. Ако не сме, тогаш под која категорија, дали под социјална или не знам под која категорија да спажеме ние, па да одиме дали во труд и социјална политика, кај да ги бареме нашите права, да знаеме ние кај да побараме покачување на платата. Македонија нема воено представништво во Брисел. Веќе една година. Тоа ќе кажам, али да се навратаме околу оваа армија, тие проекти. Овој проект Армија мој дом, тоа се само пропагандни трикови непосредно пред некои избори. Ево, тоа почна министерот Којановски и почна човекот некои работи не за армија, на пример тој почна да гради домот на Попова шапка. Почна да гради, престана. Почна да Министерството за одбрана овде кој министер како дошол, кој како дојде, ако нема тендерски бенефит, тендерски интерес, тоа што претходникот го почнал, тоа останува тоа да биде. Генерално во сите министерства генерално, така да и Министерството за одбрана боледува од таа хронична болест, се почнува, не се довршува. Сега рековте за воените представничи. Овој сегмент е многу важен, стратешки за државата. Армијата? Јас не знам од кога не е поделен ни еден стан во армијата. Мислам дека последен пат 95 или 96-та некои станови. Незадоволството може да има силен одраз, сакам да кажам. Има незадоволство меѓу подофицерите и офицерите што се произлезени од JNA армијата, кај што учествувале, значи со пари. Да. И сега Министерството не им ги признава. Зошто да не им ги признава ако платите се одбиени? Тие пари кај се отидени? И сега, значи, беше прашањето од подофицер поставено, например, што со ние нашите пари што сме учествувале порано во тој фонд. Зошто ние сега, например, колку толку мал дел, нека бидат 10, 15, 20%, нека да ни се признаат тие пари што сме ги одвоиле од нашата плата. Како може да се одрази ова незадоволство? Па тоа, ја пак би рекол, само не е, што се однесува до стамбената проблематика, не е само со војската, генерално, и за војска и за полиција, тоа многу негативно влие на моралот на припадниците на армијата, припадниците на полицијата, опште стандардот, меѓутоа среќа е што луѓето нема каде, например, војската да не се овие мировни мисии, ја не знам кој би дошол воопште во армијата за овакви плати, меѓутоа ради мировните мисии... Колку ли се платите? Па се движат од 18.000 до 20.000 тука. А да не ви кажам, ајде, во какви установи некои по 25-6 илјади земат и така натаму, а да не се споредува со овој. Рековте нешто околу воените представници. Да, само кратко сакав околу тоа. Да, кратко. Па видите, во последно време, значи од повеќе од година дена, нашите војни представништва се празни.
Најтрагично од сето тоа што военото представништво повеќе од година дена во Брисел е празно. Сега малце кратко објаснување за гледачите. Ние имаме мисија на Република Македонија во НАТО. Таа мисија има 3 дела. Има политички дел, има одбранбен дел и има воен дел. Во војниот дел повеќе од година дена нема ни една, например има таму шеф на војниот дел, вообичаено е тоа генерал, еднаш во месецот минимум има состанок на војниот комитет на НАТО. И ние како земја кандидати многу сериозни, не му учествуваме во тие состаноци, а од друга страна се декларираме толку сме сериозни и овде гледаме ако не колку воени представништва има во Македонија, па имаме брифирано со нив. Наједноставно речеме, ако не знаеме како тоа да го направиме, треба да погледаме како го прават другите, едноставна работа. Господа, во кој правец според вас се движи армијата? Како што реков и на почетокот, сме на преживување и уште доколку ќе тераме вака со преживување. Значи, како што сме почнале, многу тешко на нас. Што значи тоа многу тешко? Значи, условите за работа. Ке протестирате, ке се бунтувате или ситуацијата врие меѓу вас? Ситуацијата за незадоволството има многу незадоволство, значи помеѓу припадниците на армијата. Многу има, значи само оваа година до пред некој ден, значи над 80 професионални војници ја напуштиле армијата. Ние до блиско време мислевме дека ајде да речеме дека заради бугарските пасоши луѓето заминуваат, ама не било до тоа, него многу други етнитети заминуваат. Значи заминуваат албанци, турци, роми, срби. Значи не е до тоа, значи многу има незадоволство во помеѓу припадниците во армијата. Николаски, вие? Ова е многу загрижувачки, за тој податок не сум знаел дека толку многу ја напуштаат армијата. Иначе, за каде оди армијата? Армијата како институција е составен дел на општеството и оние состојби кои се во општеството имаат непосредно влијание и врз армијата. Значи, стандардот во државата опаѓа, незадоволството се зголемува и тоа е најнормално дека ќе се одрази и врз припадниците на армијата, така да армијата ја дели судбината на државата. Меѓутоа, јас ви упатил една порака. Значи, армијата, полицијата припаѓаат на Република Македонија. Тоа се овака, како што реков на почетокот, највозвишените институции државата треба да ги растерети од политизација, од партизација, а да им овозможи во рамките на своите можности да живеат нормално, а не да преживуваат максимални услови, да им обезбеди да бидат подобар стандард кој е пристоен, да се живее пристоен живот. И јас овака не дозволувам како поранешен припадник на армијата, кој сум толку време поминал, никој повеќе да сака армијата и полицијата, може само еднакво да ги сакаме. Сум се борел секупат, се борам и во иднина се додека имам можност ќе се борам за стандардот на армијата и полицијата и за достоен живот на овие институции. Тоа се специфични институции кои се изложуваат, чии припадници се изложуваат на разноразни ризици, опасности и така натаму, и ние мораме да водиме сметка и не смееме да дозволиме да нашиот војник не смее да излегне во униформа, униформата е била понос, а не да викаме немој да излегуваш, а тоа е точно, значи не знам од кога немаат примено и полицијата, мен се преска ме заустави еден полицајец, се вика Бог знае од кога не сме примили исто униформа. Тоа не било проблем и во Арама, ево додека е до 90 до 2001. Морал зависи и сигурноста на не било проблем за како било. Како почнавме, јас морам да завршам, значи мора да ги прочитам, да ги кажам одговорите, дека знаете што кажа од генералштабот, дека исхраната ги задоволува потребите, дека калоричната вредност, количините и составот на секој оброк
се според стандардите и така натаму, дека има флаширана вода за секој припадник, дека е започнат проект за рестартирање на кантините на гарнизоните и така натаму. Становите дека почнуваат да се градат првите од декември, односно од јануари. Да останува да видиме дали сето тоа ќе се оствари. Вие што понатаму како синдикат? Ние како синдикат, значи, ќе се бориме пак за правата на припадниците на армијата, значи ние ако сме синдикат... Вака медиумски? Да, медиумски, да. Значи ние ако сме синдикат на професионални војници, сепак се бориме за сите, не ги двоиме дали се офицери, подофицери или цивилни лица, ние се бориме за сите. Значи уште нешто, например, кога се прават анкети, например, доверба на граѓаните по институциите, значи ние секогаш имаме најголемата доверба, ама зошто никогаш, например, да се праша армијата колкава е доверба армијата во државните органи. Значи да прашаме контрапрашање. Тука се поставува прашањето, значи ние колку имаме доверба во нив, што не остава во ваква ситуација. Што ние наместо да работиме нашата работа, ние треба да се оптеретува со некои работи што треба некој друг да ги работи, некој друг. Значи ја не ни треба да помислам дали имам униформа, дали имам за јадење, дали имам чизми, дали треба некој да ми плати за тоа што сум го работил. Тоа не треба да го помислам. Тоа треба да биде за дома да јадете за викенд, да. Ако веќе морате да дежурате во касарната и така. Тоа е за редовните војници. Значи да, редовните војници се добро, и тие се во... Да, тие се дел од составот на армијата, да. Тие се дел од составот на армијата, значи има многу проблеми што значи не се решаваат, ама ако се остаат така, значи излегуваат и други проблеми и више кога ќе се соберат многу и значи не знам кој ќе се на глава со нив. И пак се работи за институција што нема играње. Сакам да ги поздравам овие мерки Генералштабот што ги преземат. Тоа се добри мерки, особено го поздравам овој дел за рестартирање на кантините. Јас во Генералштабот имам доверба, меѓутоа треба на генералите поголема самостојност Министерството за одбрана да им даде и околу финансирањето, затоа што има еден проект долгорочно буџетирање и финансирање. Меѓутоа, во Република Македонија ниеден министер не сака тој принцип да го применува, него сакаат сите пари во они да имат контрола. Викнале ли некогаш вака, да ве, како советник, да ве прашаат нешто, да искористат нешто од вашето искуство? Па нема потреба да не викнат, они тоа го знаат, они имаат обуки, проекти и така натаму за тој дел за буџетирање, како да се врши тоа, они го многу добро знаат. Генерално според. Јас да ви кажам, околу тој кога почна да доаѓаат од Америка и од други нати земји за обука, баш по тој проект, они беа изненадени како тоа толку македонските офицери тој систем го знаат. Го знаат затоа што се ние чудиме дали американците препишале правилото за финансирање од генерал Чубра или он од нив пропишале, затоа што во ЈНА имаше тој систем на буџетирање, планирање и буџетирање. За жал, во Република Македонија сето тоа Министерството за одбрана го држи, некои овака нестручни, некомпетентни луѓе одлучуваат и тоа да одлучувале професионалци не би било овака ситуација да војската остане без грејање, да биде слаба, да се даде професионалци. Резултатите ги гледаме. Така. Ви благодарам на разговор. Благодарам и на вас.